Ни пристигна веќе нашиот гостин, доктор Александар Станимировиќ од Систина, поточно од ургентниот центар на Систина, доктор по општа медицина, колку за да знаат гледачите. Добро јутро, докторе. Добро утро. Однапред ви благодарам што одвоивте време за нас. Благодарам. Обично гостуваат често пати доктори, ваши колеги од Систина, но секогаш зборуваме за некоја конкретна проблематика или болест. Денес малку поинаку, а тоа е како функционира еден ургентен центар. Така, значи, ургентниот центар во џБДМ Систина функционира на принцип на нормално на 24 часа, 7 дена во неделата. Се бави нормално со проблематика на ургентните состојби, кои што накратко би споменал дека се состојби на акутно влошување на состојбата на поединците, било тоа дали да се работи за поединци, пациенти со веќе хронична болест или за новонастаната симптоматологија кај релативно здрави индивидуи и пациенти. Грубо сите ургентни состојби, значи, може да се поделат на состојби од интернистичка и хируршка природа и ургентниот центар во џБДМ Систина ги интегрира, односно ги покрива сите ургентни состојби без разлика на нивното потекло, дали се хируршки или интернистички. Да, ќе зборуваме подетално за нив од аспект на тоа, особено кои се најчестите причини поради кои што некој се јавува кај вас, но сега за сега што ме интересира, разбрав дека сте тази реновирани. Така. Прво честито, а второ, дали има тоа врска со поради новите ковид протоколи, па моравте да се преадаптирате? Да, апсолутно, заради нова настанатата ситуација мораше да дојде до една нова адаптација за максимална безбедност и заштита на сите пациенти. Значи, неодавна е реновиран комплетно ургентниот центар. Тој структурно е поделен во неколку единици, односно сектори кои што се интегрирани во една целина. Еден дел е салата за реанимација, кој што служи нормално за најкритичните, најитните пациенти, кој што им е потребна непосредна животно спасувачка интервенција. Другиот дел се амбулантските простори кај што се прегледуваат пациентите, се вршат одредени медицински интервенции и последниот најголем дел е дневната болница кој што служи за престој на пациентите, нивен мониторинг, третман. И тоа е тој што е дел кој што е комплетно реновиран, со проширени капацитети, сега со 8 нови легла, боксови, кои што се комплетно изолирани, софистицирано опремени, сите со нормално со кислородна поддршка, апаратура за мониторинг, за било каква аплицирање на терапија, дали е тоа инфузиона, инхалациона и сето тоа, така да од тој поглед е многу лесната сега состојбата. Од друг принцип, сите пациенти кои што влегуваат во ургентниот центар се веќе тестирани, значи нема контакт со ковид позитивни пациенти, тие што се веќе позитивни се комплетно одделени од друг влез, а за оние кои што се високо ризични или недиагностицирани со некоја симптоматологија од било која инфективна природа, постои посебна соба за изолација каде што може да се направат брзи и тестирања и прегледи, понатаму нормално во зависност од резултатот да се продолжи со нивното лекување. Она што мислам дека е многу важно за сите, без разлика во каква ситуација ќе се најдат, и обично во тие моменти и паника завладува, сепак да ја знаат целата процедура. Дали да се упатат со возило кон вас или дали прво телефонски. Рековте дека 24 часа про 7, претпоставувам дека имате телефонска линија со оператор што функционира. Апсолутно, да. Значи, кол центарот исто работи 24 часа 7 и неретко се случува да не поврзат со пациенти кои што сакаат и телефонски да се исконсултираат и да побараат совет. Во принцип, советот е секогаш кај луѓе кои што до сега немале некои симптоми кои што ги загрижувале, вреди да се доиспита лекарски. Според мене, советите по телефон не можат секогаш да бидат баш најдобри. Како бајачка некогаш. Да, најдобри и прецизни. Можеме секогаш да дадеме нешто ориентационо и од прилика, меѓутоа секогаш е најдобро и секогаш највеќе ние се водиме по она како го гледаме, како изгледа пациентот и клиничката с негова состојба, затоа што и без разлика и на сите испитувања што можеме да ги правиме апаратури, најбитен е пациентот кој што е пред нас и што го гледаме. Тоа е секогаш пресудно за третманот и за диагнозата. Како да постапат тогаш граѓаните, да дојдат директно кај вас или да се јават телефонски? Не, они можат, значи ургентниот центар работи без принцип на закажување, значи нема потреба да се најавува, иако некои пациенти добро е што
прават претходна најава со одредена симптоматологија, што дошта олеснува, помага во тоа што очекуваме кога пациентот веќе ќе дојде, кога веќе претходно најавен со одредени симптоми, одредени маки, за да ние алармираме комплетната логистика и ресурси што требаат за еден конкретно таков пациент да го примиме. Меѓутоа, во сите други случаи, без претходни најави, може пациентите слободно, без закажување, да се јават во ургентниот центар. Нема. Ако се јава, дали имате некоја вообичаена шема, формулар, прашања кои што треба да ги одговорат, за да знаете понатаму како да се водите? Така, значи, основниот принцип на функционирање на ургентниот центар е еден од главните фокуси на работа е триажирањето на пациентите, односно степенувањето, да кажам, категоризирањето на нивната итност во одредени групи. Тој процес почнува веднаш што пациентот ќе влезе во ургентниот центар, ќе се јави на преглед, и еден комплексен и динамичен процес кој што благодарејќи на тимот кој што е составен не само лекари и на друг медицински персонал кој што се високо профилирани, обучени, континуирано едуцирани, и немедицински персонал исто така, овој процес е релативно рутинска процедура која што представува нормално појдовна точка за понатаму целокупниот третман и диагностика на пациентите. Така да, според одредени алгоритми и параметри кај сите пациенти, тие се класифицираат во одредени групи нитност, од оние што имаат потреба од веднаш животоспасувачка интервенција, значи оние што воопште не треба да чекаат низ време за минути, значи веднаш се преминува на техники за основни за напредно одржување во живот, до оние високоризични пациенти, помалку ризични и некритични пациенти. Така да, и тој процес за жал не е фиксен, како што кажав, е динамичен, се менува, меѓутоа искуството на персоналот и целата опременост на болницата во смисла на диагностика помага многу тоа да биде една брза и рутинска процедура. Кои се, ако може да се нарече, услуги ги нуди ургентниот центар, односно што се може да покрие? Значи, ургентниот центар, освен примарното диагностицирање на болестите што го споменавме и примерното тиражување, паралелно ги покрива, значи сите прегледи нормално што се прават на пациентите можат да бидат, освен прегледите што се прават, може да ургентниот центар да ги покрие и терапевските проблеми што настануваат во тек на диагностицирањето на пациентите. Значи, дали додека пациентите чекаат диагностика треба да примат терапија, дали е тоа инхалациона, инфузиона и така натаму, ургентниот центар тоа го возможува. Од друга страна, згрижувањето на секаков тип нормално повреди, сеченици, сутури и сето тоа така натаму, се ако навлагаме во по-конкретни проблематики, ќе можам да бидам уште по-конкретен, меѓутоа во смисол целосната патологија што може да настане ургентна, апсолутно е покриена, и како секој ургентен центар во светот, тој е еден мост преку од примарна и секундарната здравствена заштита, затоа што неретко се јавуваат во ургентниот центар и пациенти кои што не им е потребна ургентна нега и третман на ургентни состојби, туку е потребна, да речеме, некоја нега и третман од примарната здравствена заштита, меѓутоа секогаш стои на располагање ургентниот центар за такви пациенти. Ајде сега, оној дел што го најавивме претходно, тоа кои се најчестите причини поради кои што нашите граѓани се обраќаат до вас? Па, значи, најчесто вака е, да кажам, грубо поделено, не рековме, интернистички, хируршките се состојбите, меѓутоа еве би почнал од кардиолошките состојби на градна болка, кој што е доста чест симптом и кој што се јавува во различни возрастни групи, и кај млади и кај постари луѓе. Неретко, значи, тоа може да биде предизвикан симптом на сериозни кардиоваскулаторни заболувања кои што треба, пошто поборуваат брза диагностика и брз третман. Овој период на променливост на климатските фактори доста често го поврзуваме и со појава на промени на крвниот притисок. Честа појава има на ритми кај кардиолошките пациенти. Сите тие групи, да речеме, грубо кажано кардиолошки случаи ги третираме успешно во ургентниот центар. Од друга страна имаме, значи, невролошки случаи на мозочни удари, невролошки случаи на епилептични напади, постојат крварења од различна природа, дали се тоа горно, долно дигестивни крварења,
понекогаш и крварење од нос може да бидат исто така толку јако изразени, па да бидат профузни, да треба медицинска интервенција. Доста често исто така гледаме нерегулирани состојби на шеќер, кои што може да донесат до една ургентна состојба на хипогликемија, односно пат на шеќерот, и на хипергликемични состојби кои што исто може да бидат критични и сериозни за пациентите. Сега интернисти повраќање и профузни повраќање и дехидрирања се исто така проблематика што неретко се сретнува во ургентниот центар. А од друга страна, хируршкиве состојби се исто познати, верувам, за гледачите, поготово травматолошкиот дел, кој што е застапен исто така, значи од било кои фрактури, дислокации, дисторзии и сериозни повреди, травматски, сите тие, затоа што постои еден еминентен травматолошки тим кој што е секако во соработка со ургентниот центар, се третираат успешно, се диагностицираат успешно и се третираат успешно понатаму. Од друга страна, болките во абдоменот се еден симптом кој што е доста чест и најчесто само би нафрлил акутното воспаление на слепото црево, акутно воспаление на жолчното кесе и или усото, односно народски кажано преплет црева. Тие се можеби честите работи што ги гледаме поврзано со абдоминалната патологија ургентно, вака да кажам. И сега доста нас ни помага сите овие работи што ги набројав. Значи ние како ургентен центар работиме, меѓутоа комплетно на располагање кај нас се ресурсите на целокупната болница. Дали се потребни нормално лабораториски анализи, дали се потребни радиолошки снимања, компјутерски томографии, магнетни резонанци, дали се потребни специјалистички испитувања, специјалистички. Сите тие од било која гранка, значи стојат 24 часа 7 на располагање на ургентниот центар за да помогнат во диагностицирањето и во третирањето на сите овие пациенти, така да доста се олеснува работата и за нас и за самите пациенти, сето тој процес да биде брз и ефикасен. Ми тие споменавте травматологијата, минатата недела зборувавме токму на таа тема, нели скршениците се највообичаени за овој период од годината. Освен тоа, што друго е најчесто, да речеме, во овој период од годината? Па во овој период од годината доста често ги спомнав заради овие климатски промени, гледаме кај хроничните пациенти влошувањето на нивната хронична состојба, акутното влошување доста често. Дали тоа се работи за варијации на веќе пациенти кои што имаат висок притисок, дали се работи за пациенти со хронични респираторни болести кои што исто така влошуваат и дојдоа до нивна екзарцебација на симптоматологијата, е доста честа патологија. Во однос на, да, апсолутно травматолошките пациенти се исто така чести, меѓутоа нема некои дефинитивни правила. Ургентниот центар не можеме да кажеме дека во одредени периоди нешто повеќе и помалку гледаме, меѓутоа во принцип сите овие состојби што ги набројав може да бидат динамично распоредени во текот на целата година. И друго нешто што ние луѓето имаме обично впечаток е дека се навечер не изгледа полошо и обично сабота навечер се случува. Дали се тогаш најчесто доаѓаат кај вас? Па да, може да се каже дека има одредени периоди кои што да речеме се пофреквентни со прилив на пациенти, меѓутоа логистички самата болница е спремна и опремена со кадар и мислам дека и во тие периоди кога се во тие состојби кога има повеќе пациенти, никогаш не сме имале проблем да од тој аспект да ги прифатиме пациентите, така да успешно сме се организирале во тој поглед. Се случува да навечер, за жал, да биде поголемата фреквенција на пациенти, но за среќа, како што ги напоменав, сите ресурси што стојат, рентгенолошки, лабораториски, диагностички и сите специјалисти од сите можни бранши, без разлика дали се работи за сабајле вечер и било кое време од денот, стојат на располагање и диагностиката и на третманот на болести не се разликува од во кое време ќе дојдат пациентите и во кој дел од денот. Така да што се
Однесува до тоа која категорија најчесто ја бараат вашата услуга, вашата помош, претпоставам дека тоа е по возрастната група граѓани, да речеме. Да, значи најчесто се оние луѓе што веќе имаат хронични коморбидитети, луѓето што се подлежни на ургентни состојби, меѓутоа се случува нормално кај сосема здрави млади индивидуи да се јават акутни состојби, поготово повреди можат нормално да се сретнат на било која возраст, така да и во тој поглед е широк диапазонот од возрастни групи кои што можат да се сретнат од најмлади пациенти се до најстари пациенти во ургентниот центар. Би ви искористила уште за крај, освен ако има уште нешто за ургентниот центар што би сакале да Јас би напоменал дека ургентниот центар, значи кога ќе се прими пациентот, тоа не го спомнавме, дека има обврска во рок од 6 часа да донесе диспозиција за тој пациент. Тоа значи дека во максимум во тој временски интервал мора да се донесе став за тој пациент како понатаму ќе продолжи неговото лекување. Во превод дали ќе биде хоспитализиран или вратен дома? Дали ќе биде хоспитализиран, дали е потребно хоспитализирање за тие 6 часа всушност ги вршите и сите испитувања? Максимум, меѓутоа многу во поголемиот број случаи се случува тоа време да биде многу скратено, да биде можеби час и два, не повеќе од тоа. Се зависи апсолутно од првенствено од состојбата на пациентот и тоа што го гледаме како параметри, колку брзо треба да реагираме и да нешто третираме и нормално диагностичките методи кои што ги користиме. Пак ќе кажам, во тој временски интервал ние мораме да донесеме став максимум дали тој пациент останува во болница, дали тој пациент оди на домашно лекување со совети кога да се врати на контролни прегледи или оди на домашно лекување со ординирана терапија. Добро. Уште за крај рековме, а тоа е вашите совети како доктор по општа медицина, на што да внимаваат во овој период од годината за да не дојдат кај вас. Да. Сега знам дека и вие треба да живеете од нешто, ама подобро да не дојдат кај вас. Така? Значи, јас генерално нормално би препорачал на сите гледачи да се придржуваат на актуелни пандемиски мерки, затоа што сега гледаме дека и покрај мерките сепак се среќаваме и со други респираторни инфекции кои што сезонски се јавуваат. Во овој празничен и предпразничен период исто би предупредил на конзумирањето на алкохол и на обилните тешки оброци кои што можат да придонесат за акутни некои состојби. Особено исто така би предупредил на внимавање во сообраќајот, пошто сообраќајниот травматизам е исто така честа патологија што ја гледаме. Особено денес, по можност да не излегуваат од дома од 8 часот, веќе е 8 часа, до 3:30 попладне. Да. Спремни сме ние во секој случај, меѓутоа предупредувањето се тие и генерално нормално апел за сите, секој пациент, дали бил со хронични болести или е здрава индивидуа, ако примети некои симптоми кои што се несвојствени за него, ново настаната ситуација, се случи било каква повреда или било каква состојба има што е загрижувачка или има потреба да идете медицински совет, слободно да се јават во ургентниот центар при Раџебе Сестина, кој што со полн капацитет функционира 24 часа. Бидејќи споменавте респираторни инфекции, утрово веќе и две гледачки се пожалија на воздухот што го дишеме, ја отворивме и апликацијата Мој воздух, навистина загрижувачка слика беше. Да се рефлектира тоа, претпоставувам, и кај вас? Апсолутно, да, поготово на оние луѓе што веќе имаат хронични болести и респираторни потешкоти, апсолутно се рефлектира и можам да кажам дека инциденцијата на такви пациенти кои имаат респираторни тегоби или симптоми на респираторни инфекции, а не се ковид, значи пациенти со други инфекции, се исто така честа слика што го гледаме во ургентен центар во овој период од годината поготово. Чаревно вообичаено сега да се проветрува, да не се проветрува, да се излегува, да не се излегува. Малку и тоа се контрадикторни тие совети. Да, за жал, меѓутоа јас би ги апелирал сите оние што ќе осетат било каков симптом нов да се упатат на лекар, да се посоветуваат. Секогаш е добро да се направат ако не и превентивни анализи за да бидеме во случај на довлошување на состојбата да имаме контрола на параметрите кои што можеме да ги следиме. И нормално, оние пациенти кои што имаат редовна ординирана терапија да продолжат, да бидат дисциплинирани на советите дадени од лекарите, така да тоа би било некоја
некој апо што би можел да помогне за таков тип на патологија. Јас многу ви благодарам на гостувањето. Беше тоа Александар Станимировиќ, доктор по општа медицина од Ургентниот центар. Со оглед на тоа што рековте дека работите 24 часа кроз 7, ќе мора повторно да си се Веднаш се враќам на работното место. Вратите на работа, да бидете на располагање на пациентите. Ви благодарам. Благодарам и вам. Уште еднаш на гостувањето.